одлуката и му го гризе прсот. Што пак не разбирам од ки знал кој прст. Братот го виде на кој прстен го ставаше, прстен. беше горе качен на кровот. Пратеше ситуација. Не видли. И здраво. Денеска со вас Алекс, как класично, увек. И со мене денеска е Божидар беше најомилен гости. Па да. И денеска сме овде да завршиме нашата трилогија. Што Да, почнавме за- некад одамна. За Lord of the Rings, The Return of the King. Што требаше многу одамна да направиме, но заради нашите многу приватни и знаеш напорни животи не можевме да направиме ова. Еве сега стигнавме. Да, каде ще зегов од затвор. Можем да продолжим да снимам добра работа. Да. Да. Не мора да знае зашо бев во затвор, ама доволно тоа да знае. Битно е исто да знам дека може помогнав малку со парите, знаеш, делно да за да излезеш моравме да направиме видео, а не за друго. Да, долго сме многу големи се. Да. Од ки мислиш ки Е. најдов тие пари? Не знам, брз кредит. Така нешто. Не знам, полица, верувам дека не си ги нашол. Па ги гледав малку циганиве како, знаеш, бара пари по нив. Те инспирира ја. Да. Па реално поче права пари од мене, непно. Тоа е планот и мене ме инспирира, затоа ќе отвориме Patreon иднина, знаеш. Добро, многу добар почеток за епизодава. Ама сега да продолжиме, може? Со што ја продолжиме? Уште нема почната. Па тоа мислим да почнеме. Добро. Да продолжиме не можеме, да почнеме може. Океј. Може сега да почнеме? Да почнеме со прашањата, така? Океј, ги гледаше сите три филма сега, така? Да. Кај би го ставил овие според твоето свиѓање на филмите? Овој би го ставил кан мислам дека најдобар филм до се од сите три. Многу ми се свиѓа ко екшен синовите кои се бореа против орковите и ми се допаѓаше како со сцената со Сем. Океј, знам за која сцена збориш, ќе збориме после за неја. Ама, Да, нормално е да. The Battle of the Fëanor Field, кај и да се викаше, што е, нели, пред Гондор борбата е. Е една од Да. многу интересните борби, нели? Нормално. Мгм. Така и во книгата е напишано, би интересно, зашто тоа е ипак The Climax, зашто технички има после тоа ствари што се дешава, нели, Фродо и тоа што треба да отфрли прстенот и војските, нели, да на хапиете Да. од Мордор. Ама, да, тоа е како Climax, тоа е што се вика кај што се собира енергијата, кај што се очекува големата експлозија, знаеш. Да. И искрено мислам дека се исплати. Чекаш три филма, колку 9 сата, Апсолутно. нешто така дојде тоа билдапот. Билдапот искрено почна да има кажам- од мало селце, идемо до цел град со војска огромни. Да. Искрено стварно вредеше тоа како билдапот, пошто кој самиот билдап беше како многу добар. Мислим да може у прошли епизоди сум се пожали малку на како нели кој може не изгледа поточно, но се гледаше дека со стари филмовите и може CGI не како баш како за некој се не беше најдобар, ама ако пак општо многу ми се допадна и билдапот беше стварно многу добар. Океј. Нашите фанови може да не знаме, тие знаеме дека ги гледавме Хобит више и треба да снимаме за нив епизоди. Да. Мислим дека у Хобитот технички CGI-от беше подобар, но беше многу Да. поочигледен и ме важеше од фантазијата. Да, пошто пример еве у Lord of the Rings филмовите, нели Fellowship of the Ring, The Return of the King све, користеа вистински сцени од нели реалниот живот кои
у The Hobbit многу користија таке ка више ка плейсетс, таки изгледа кои одзумираја од селото, мислим, или од кои што се хобитите, некако многу дека не изгледаше реално, како ти кажам, очигледно дека тоа е само некаков сет направено за да изгледа. Па да беше нели посебен некој друг рандом филм, така ме разбираш, че беше окей, но пошто нели пред тоа излегува Lord of the Rings и више имав очекувања дека нели истото што го има, подобри visuals, че гледам нели тоа како планине кои што одзумира многу нели Lord of the Rings многу убаво беше, ама разочарашки беше у The Hobbit, што не беше така. Да, мислам квалитетот нели синематика така малце не саках у Hobbit, кај што се Lord of the Rings. Ама ќе збориме повеќе за тоа, за кој ќе збориме за нив. И ќе збориме зашто ја го хейтам нивниот изглед. И зашто се чека кога гледаш катсинот да играм, ал само добро. Те разбирам. Не, искрено мене тоа не ми смечаваше да толку, мислим, ми смечаваше, ама не како например ка тебе или ка други луѓе. Ама гледај, очигледно беше, сакам да, Lord of the Rings, right? Оригинални трилоджи што се овие три филми. Светот изгледа реален. Се осеќам кога ја да сум на тие, када можам да излезем, и можда не одма, ама шетајќи се емоција дека можам да налетам на такво место. И исто и еве Night of the Seven Kingdom, што гледа излага сеја серијава. Изгледа реалистично. Арморот изгледа ка армор. Јудите ка јуди, не знам. Ова орковите ми изгледа како од играса. Како си од игра. Тоа, не знам. Не се вклопува. Некако, не знам како да објасни. Орковите изгледа како да бе извадени од GTA 5. Буквално. И некако ме подсече дека гледам филм. Не знам. Вау, филм те подсече дека гледаш филм. Ама добро. Гледај, кога гледаш филм или кога читаш книга или било што кој конзумираш медија, сакаш да се воживиш во тој момент, да се замислиш ти у таа ситуација, нели? Да. Да гледаш преку нивните очи, да гледаш тој свет и да ти биде интересен. И не ми треба ја халуцинирам тој каде се замешам нели у тој свет, да ме подсечеш дека седим легнат у кревет и гледам филм. Кој можам да правам нешто попродуктивно со мојот живот. Не ми треба тоа. Те разбирам што се кажеш, се зборкавав мало, ама се мало забегавав, ма почнавме да збориме за The Hobbit. И други филми, и серии, добро. И други филми. Нема врска. Да почнеме сега со The Return of the King. Првата сцена почне со фактички приказната на Голум, кај што Смигол и Дигол, не се сеќавам точно кога што правеле, но биле покрај река некоја. И Дигол го нашол прстенот. Ова се дешава кон стотица година пред The Lord of the Rings, трилогијата. И Дигол кој го нашол, Смигол онма таки стана таки поагресивен кога го виде прстенот и го сакаше да му го земе од Дигол. И мислим дека почна да се тепа и заради тоа Смигол го утепа Дигол. И Смигол отиде се скри у пештера некоја и кај што проаѓаа годините, кога се повеќе беше корупиран од прстенот, се дека него смени физички, скроз и го уништи психички и стана Голум. Да. И окей, кај што рајт имаме гледано филмови, нели ако филмови, рајт и у книгите, мислам нормално се. Имаха сплит персоналити, така. И технички тие две персоналити се Смигол и Дигол. Да, фактички Смигол Дигол. Смигол мислим дека тој поагресивниот. Дигол е тој вајда што е
I guess, не е до толку агресивен. Да. Сега, не знам, немам до толку да ти гарантирам, не бев таму, видим. Фала Богу. Ама, Кој би сакал да биде таму? да. I don't know, има некој сигурно. Јас знам еден човек што би сакал да е таму. Да, и ја сум мислам да Ја. се го познавам. Добро. Следната сцена е со Фродо, Сам и Голум, кај што више стигнати се у Мордор и треба да се каче на една планина да влезе у пештера, фактички ка позади ова, кај што треба да влезе скришно. И Фродо више многу психички и физички ослабен заради прстенот. Сем му предложи као он да носи прстенот за да може Фродо се одмори, ама Фродо изнервиран, таков агресивен, станува више појче од прстенот. Почна да да му се дере на Сем. И добро, Сем го остае, надевајќи се дека ќе може да издржа до понатаму. Ама дур се одмарале Голум, му ги фрлил ова јадењето, така? Јадењето им го фрлил и после го кривил Сем за тоа. Да. После тоа Голум пробуваше да го убеди или Фродо да го остаа Сем или да го избрка за они двајца да продолжа понатаму. Фродо, пошто братот за нигде, го послуша Голум и Фродо остана. И сега кај иделе, мислим дека Голум го нападна Фродо, нели, пробуваше да му го земе прстенот. И утепачката мислим дека Фродо падна, нели, у дупка некоја. Кај што после тоа излезе тој големиот пај. Чекај, рано. Рано е тоа, извини. Први, ваки, така. Нели, кој стигна до замокот тој зелениот, го памтиш? Пред да почна да се качува, да. Тој Минас Моргул, нели? Тоа не знаеше, ама тоа е важно да знаеш. Да. Зашо? Да, окей, прошлиот филм, не памтим да зборевме во прошлиот филм, затоа ќе спомнам се. Дам памтиш што го гледавме прошлиот филм, така? Кој се викаше, дам памтиш? The Two Towers, нели? The Two Towers. У филмовите технички Таворот е Барадур. У филмовите, зашто Барадур е кај што живее Саурон. Ама у книгите е Минас Моргул, е вториот Тавор. Ова, Минас Моргул, што овде. Да. Е вториот Тавор. Минас Моргул, порано има друго име, Минас Ител, што бил основан од луѓите кои дошли од Нуманор да населја Гондор, така? И затоа Осгилијат, главниот град што бил порано на Гондор, се наоѓа измеѓу Минас Ител и Минас Тирет. Главниот град, Осгилијат, што бил порано на Гондор. Гондор уште имал кралови. Е Осгилијат и се наоѓа на пола пут измеѓу Минас Моргул и Минас Тирет. Се сеќавам сега кога кишо, нели, Гандов, Пипин јавале кони до Минас Тирет, за да, нели, да ги предупреда за војската Орокови што ќе ги нападна, ама тој што беше ка Стуарт, мислам тој води државата, пошто што кажа више нема кралови, беше ко паднал депресија пошто еден од неговите синови умрел у битка. Да. Но тој Боромир, да, што умре у Не крај првиот. Или не, крај првиот беше. И другиот син, сега иако пробува да му се покаже на татко му, отиде кога зеде своја војска и отиде да кога нападне или да ги нападне орковите. Отиде да обрани Осгилијат. И да обрани Осгилијат. Згилијат. Нема да ги изговорим. Добре, и
у суштина поради што го приоритизирал едниот син, а не другиот, пошто не го гледа другиот како толку битен, фактички ова едниот му беше повеќе го сакал од другиот. Му умрел у таа битка исто. И паднал уште у поголема. Да, ма чекај, скокаш дало, уште не сме стигнале до битката. Чекај, ќе стигнеме таму. Не, далеку е тоа. Ама да, нели, он иде со војници негови да штитат с Гилијад, нели? Да. И памтиш, нели, Да. овдека прв пат сега го гледаме The Witch King of Angmar, како излага со неговата војска и га води на Гондор. Нели, со тие, Да. се викаја, Да. Fell Beast. Нели што ги јавате The Fell Beast. Да. Да, и дури се дешаваше кога све тоа истовремено, нели, овие Арагон, Леголас и Гимли дознале дека може да има уште една војска фактички, ама од духој. И од овие Елронд, тој им го кажал и му го дал мечот, тој што е фактички на тој прошлиот крал, што беше, нели, што му ги исекол прстите. Што ги му убиено, му ги не фесаш. Ги му убиено. Да, што го има убиено. Добро, не сум грешен. Добро, да, филмот е така дека му исеше прстите само. Правиме епизода за филмот. Правиме епизода кај што ја ги имам читано книгите и гледам на филмите, а ти ги имаш само гледам на филмите, така да. Јас сум овде да бичам за ствари што се сменети. У филмите, например, го покажа како му ги сече прстите и пошто тој све моќта го оставил прстенот, умрел заради тоа. Actually, мечот у книгите не му го дава, дека мечот ги има уште од почеток. Само нормално не се фали толку дека тој е тој меч. Овдека сега му го носе, зашто технички му треба тој меч, зашто тој меч си има искршено, кој Илсилдор ги има утепано Саурон, оригинално, пред 3000 години. Right? Тоа The Final Battle, што се вика. Да. Да. Знам, ама морав. Actually. Just to prove you wrong. Добро. И мораш да се направиш дека поќе знаеш. Сега, тоа до мене. Чек. Продолжите. И после Арагон или иде таму за да ги убеди овие духојде, армија во духој, да се бора за него. Сега од први не сакале, пошто биле им било ветено дека ќе биле ослободени последна битка, но се овој Арагон, пошто е исто така наследник, е фактички следниот крал. Им ветил дека после кога ќе му помогна, може ќе ги ослободи, ќе може да иде понатаму. Да, значи чекаме, аз ќе се вратиме. Илсилдор, сви да знаеме кој е Илсилдор. Он ги има проколнато да бидат духови, зашто се нема уклучено борбата против тоа The Final Battle, кај што луѓите, алфаите и сите други заедно се фајтале против Саурон. Они биле кукавици и заминале, и заради тоа он ги има проколнато да бидат духови и може да се спаса така само што ќе му го плата назад тој долг на кралот на Гондор. Што, нели, кај што знаеме, Арагорн е the rightful king of Gondor. Да. Зашто ги има и мечот, и е heir of Isildur, и све, така. Да. И после ова се доаѓа сцената кај што, нели, Фродо кога го брка ова, мислим, пајакот го брка Фродо и фактички го къснуе, кај што го парализира фактички.
ама истовремено доаѓа Сем за да може да го спаси Фродо. И успева да го бацне со мечот што Фродо изгледа му паднал и избега. Сега истовремено прво мисли дека Сем мисли дека Фродо умра. Но после тоа кога доаѓа некои оркови и се мора да се скрие, мора да го остави Фродо. И откога се скри, орковите на глас го разбора, да вика дека усвари не е умрел, туку парализиран е сам. И го носа со нив за да го остави у кафез некој. И сега Сем, кога го слуша ова, се радува нели дека Фродо е усвари уште жив, отиде по орковите. И после ова сцена доаѓа со се доаѓа битката со Да, подош нели имал тоа кај што Фродо Сем го рескија Фродо, нели? Го спасува. Нели и фајта оркови и тоа. И да, после тоа почнува тоа борбата за Минас Тирит, нели? Опсадата на Минас Тирит. У филмовите опсадата почнува со нели со нападот на Озгилијат, зашто Озгилијат е најнапред. И ако памтиш, нели почна со тоа како тие The Raids, нели, The Nazgûl ги брка тие што ги има преживеано нападот на Озгилијат, што еден од нив е нели Фарамир. Излага Гандалф и ги брка со светлото негова. Нели? I don't know зашто ми тоа ми е фани сцена. Само излага Be gone. Е фани. Be gone. И свети само. И мислим сега нели почна нели таа битката. Орковите го користа како се вика тоа што го користи за да ги крша вратите, како Гронд го користи. Ја не знам како да кажам. Ама да, нели доаѓа орковите со војска, целиот град е под опсада, нели. Има Siege Towers, да не забраваме, дел по дел. Има Siege Towers. Има значи не се само оркови, има Easterlings, што се со слоно и со тоа со она. Има Siege Towers, има Cave Trolls. На време The Nazgûl on Fell Beast цело време ги са над зидовите од нели од Минас Тирит. Летаа со змејовите цело време горе. И Минас Тирит е кана спратој, така на layers. И секој леер е посебно reinforced. Нели, и на дворешната врата има оркови, така нели ти тоа рече со Battling Ram ше огромен. Тролој го носа, нели? Да. Има свое име. И пробува нели да го отвора вратата. Да. И друго нели се дешава Чекај, не. Мислам, добро, тоа се дешава. Забравивме нешто важно. Што се дешава од кој Фарамир ќе се врати? Нели Фарамир е претумирање, така? Претумирање. Ама у тој момент кој се враќа нели Гандалф со Фарамир, што му вика на Пипин. Нели кој се враќа Гандалф го праќа Пипин да ги запали тие Чекај, ама ова не беше сега... не беше ова отпосле не прво Пипин да збори со Денетор и Денетор кој нели после нели го одбива, све тоа му се враќа на Гандалф, му збори не сака ова да помогне. Ама ова се дешава пред борбата. Ти ми скокна на борбата и затоа те вратим малце наназад, зашто тоа е, мислим дека еден од поепик моментски што
ги палја тие, нели? Он го пали тоа едното и сите други нели ги гледа и ги палја, така? У книгата технички има месенџер што носи црвена стрела и таму клекне пред кралот и праша за помош. Но што у книгата нема тоа The Beacons. Нели овде има тоа The Beacons of Gondor, не знам кој би било на нашки. Да. Нели мислим дека да, не, ама тоа нели има еден многу јака сцена зашто адано колку се точно далечени. Да. Рохан и Рохан Едерес каше нели Теодин и Минастирот, не знам точно колку се оддалечени, знам има планина измеѓу нив. Не знам точно колку се оддалечени, мака тоа е најбрзо за пренесување порок информација, нели? И они одма почнува се спрема за дија ваму, нели? Зашто ипак им треба време да стигна до таму. Нели не е близко. Да. У книгата мислам дека им треба неделја или така нешто да стигне. Да, со коњи збори. Мислам дека со коњи. Тоа изго зборевме, нели, мислам дека и во прошли епизоди, као у филмовите толку е толку време проаѓа у филмите, ама едноставно не изгледа така. Као побрзо да ама што сега и у книгата исто имаш таймскипс, нели, го немаш цел пут од едно место друго иде, ама пише имаш осеќај дека си имаат десено ствари измеѓу. Дор книгите, дор филмите сака трап се дешава ствари константно. Овие правеше со нели Пипин правеше муабет со Денатор, нели? И Денатор излека после поласа да ќе се уби. Дор книгите пише од кој озгилијата падна. Како знае дека тоа ќе бија под опсада, како се спрема од опсада. Како свите луѓе од околните села околу Минастирот доаѓа у градот, од други места, како од подалеку доаѓа исто војске, принцови и тоа, за да им помогне во одбраната, нели? Да имаш ли видено некое село околу Минастирот во филмот? Не. Немаш. Има ниве околу Минастирот. Има путишта големи, у тоа време автопути што би се рекло за пренос на јадење у Минастирот и надвор. И тоа, ме разбираш? У филмовите канала нема тоа толку, туку е еден огромен град. Да. У вистински живот никад не може тоа да биде, зашто нели треба јадење негде. Тоа, затоа у книгите има и тоа, ама и у филмовите не е до толку застапено тоа. И заради тоа можеш да го осетиш поечека времето, зашто збора, нели, како доаѓа орковите поблиску. И, малце ова видовме, мислам дека има малце у филмовите, ама кај доаѓа војските од Саурон, доаѓа со невреме. Мислам, имаше нели сцена кај што Гандалф и Пипин, мислам дека, гледаја на кај, или кој беше, не знам точно, гледаја на кај Мордор, нели? И Мордор беше невреме, густи црни облаци. И тие у книгите ги осеќаш тие облаци, ред има опишано како се шира пополеко облаците, како го покрира Минастирот и неговата околина. Уште пред да дојда војските, ме разбираш? И самата атмосфера е некако позагушлива. Мојот омилен Wizard Duel ги има после ова. У книгите, actually у филмите не, исто дека. Ама у книгите, у филмите тој Wizard Duel кај што fucking Gandalf беше fidget spinner, беше посмешен и поинтересен. Апсолутно. Тој ми е исто мене на омилен Wizard Bachelor, барем у филмите, ја не ги прочитав книгите за да коментирам тоа. Ама тој првиот Wizard Battle беше пресмешен, нама. Затоа клиника што спомнав преска, се познава дека е стар. Big Fiction, ако ме прашаш мене, ма добро. Фајтот беше пресмешен. Да. У филмите овие моменти окей, ама у книгите не знам зашо мене ми еден од омилените моменти у книгите, нели? Капијата од Гондор се отвара, нели?
ги отвара со тоа, Да. со таке. И пред ка пиете е The Witch King of Angmar. Да. Што у филмот изгледа јако. Не може да ми речеш дека филмот не изгледа јако. Ама у книгите Да. неговиот опис е уште по БДС. Ти ги имам покажано, знаеш, ти ги имам покажано тие цртозите. Ќе да ги пратим тие. Зашто мора да ги ставиш негде овде, мора луѓе да ги видат. Зашто тие ми се мене некој од омилениот Lord of the Rings artwork, што ги имам видено, изгледа толку епик. Толку изгледа епик. И така без глава е. Само човек без глава и со круна. Right? Зашто нели basically така нешто, ама на змеј. Зашто нели братот е дух технички. И доаѓа Гандалф со неговиот кој нека не смееш да влезеш. Да. Нели? И окей, у филмите ова е окей, ама у книгата биткава трае со страници и страници. Ти се осеќаш дека више губа, почнува да губа во овие момент, нели? Почнува губа. И само знаеш кој момент се дешава после, нели? Да. И ама морам да се кога спомнам мене, кога смешно ми беше нели дури се бореа. Овие чекај Денетор кога излага да им се дере на војниците. Бегајте! Откажете се! Не, ќе се навратиме после што се дешава со Денетор и тоа. Значи, моментално сум у моментов и ми се збори за ова. Имамо неколку сцени со тоа Рохирам у филмов, кај што нели се спрема и да наваму. Во книгите actually има оркот има направено блокаде на путоите. И они мора да се бора против оркои да наоѓаат тајни путои и тоа за стигна до ваму. Нели и овдека и кој стигнува у филмите, кој стигнува, кој ќе слушнеш тој хорн, нели? Кој ќе ги видиш наредени туека. Да. Тоа е тоа. Тоа е најдобра фантазија. Тоа сваки пат што пробувам, моментот што пробувам да го имитирам од D&D, ме разбираш? Тој сашто ја осеќа да го имаш. Се боревме, изгубивме, ама еве га помош. Да. Еве га, у 12 сат што се вика, 5 до 12 се овде. 5 до 12 се овде да спасе ситуација. Да. Нели? 5 до 12. Не се Зошо. Смешно. Не знам како да го објаснам, ама заден момент нели доаѓа да спасе ситуацијата. И спишат од Теодин, нели? Спишат од Теодин и чарџот, мора. Тоа се памти. Да, и може да продолжим? Ќе ти го објасним, ќе го оставам на тебе. Зашто, окей, мора сега за тој фајт, што е како умира The Witch King of Angmar, зашто да завршиме со него работа, дај више што почнав. Добро, како умира? Умира од ова... Чекај, првин фајтот измеѓу The Witch King и Theoden King. Окей, Theoden King. Сега, не се сеќавам точно кога беше битката, но знам да Witch King го утепуе ова Теодин. И Еуин со помош од Мери го утепува The Witch King. Ама смешно е, пошто у професијата пишува дека he cannot be slain by no man. But she is no man. I am no... Нели га лаже ка сега те ја фрлија на земјка. I am no man. Најдобар луп-хол. Најдобар луп-хол според мене, искрено. By the way, заради чека ова завршиме, right? Го тапуе, нели? И ка повредена е руката. Морам за ова да зборим, така? Дан знаеше Макбет? Не. Макбет е драма напишана од Уилјам Шекспир, нели? И таа приказна
има еден човек што ќе стане крал. Ама пред да стане крал, 3 вештерке му даваа пророштво, му кажуваа пророштво, знаеш, што ќе му се деси у живот. Да, добро. И дел од тоа пророштво е дека нема да умре од човек роден од жена. Нема да би... Окей. Пророштвото на англиски е you cannot be slain by the hand of a man born from a woman. Окей. И се прашањето е, right? Да. Има многу loopholes тука. Има многу... Ама најретардираниот loophole и што се дешава во книгата, човекот што го тепуе кралот е роден со царски рез. Да. Значи, ликот што го тепуе кралов во таа добро. книга е роден со царски рез. Царски рез, да. И Толкин, кој го читал тоа, бил револтиран. Бил what the fuck се дешава, зашто ова е многу глупо, и он кој се едно да пише книга, зинат го пишал истото пророштво, за да осмени тоа со жена. Окей. Окей. Зашто он сметал дека тоа е многу глупо. Добро, искрено. Fair, I guess. Окей. Морав ова те кажам, зашто мора ова да се знае информација, зашто знам има еден куп луѓе што може да ги има само гледат филмоите и тоа. Тоа е потеклото. Фала. Толкин бил хейтер. Фала за информација. Брат, Толкин бил ова не е добро, ќе направам ја подобро. Ја можам подобро. И го направам прилично добро. Не знам, го немам читано Макбет, така да немам да гарантирам. Немам ништо од Шекспир actually читано, за жал треба се да прочитам. Како немаш? Како немаш? Ти цело време ми се правиш овде писмен, читаш книги, а не си читал Шекспир. Не сум читал Шекспир. Зашто Шекспир не треба да го читаш. Шекспир треба да го гледаш. Како мислиш да го гледаш? Па, Шекспир не пишал книга. Добро, пишал книга, да. Не пишал книга. Не пишал книга. Не, пишал представи. Да. Ништо, го сеќам. Шекспир пишал представи. Ништо го сеќам ете. Се шалим. Добро. Продолжуваме понатаму. И Шекспир мора да се гледа, не да се чита. Затоа го немам читано. Треба да имам кој има некоја представа да имам да гледам. Некоја изведба, некој негово дело, ама нема врска. Види, сигурно негде можеш на интернет да најдеш тикет. Да, ама не е интересно да гледаш тоа на интернет. Интересното е да еш живо да гледаш тоа. Па тоа ти викам, најди го тоа тикет некој за некоја представа и... така. Да би има изведба се во Англија, чека ја би он да фатим. Зашто да не? Кај ти брани? Па тоа. Не. За жал, Теодин Кинг, најдобриот трансформation некад, Да. не умре. После, нели, кога умре The Witch King, не иде војната како што треба за нив. Прави, нели? Не, ако памтим филмоите, у филмоите сега доаѓаат тие со слоновите. Сега доаѓа тие со слоните, кои што нели у филмоите тие сега доаѓа. И сака, све што направивте прогрес, ние што не ги рамо, зашто дојдовме со слонови со васуна, нели? Да. И сега кога ги гледаш како слонове како ги уништува војската и знаеш кога мислеле дека ќе победа пошто ни го утепе до Witch King, ама кога ништо, ама еве ги гледам овие Legolas, чекај, све ќе ти кажам. Ќе го објаснам ја поубаво се ситуацијава. Како? Доаѓаа бродови со црни едра. Црни едра значи са од едно кралство што е на југ. Ама тие са исто под му служа на Саурон, нели?
Да. Они му служат. И они имаа работа да дојде исто да ги поддржи овие, нели? И сигнуваа бродоите, и се отвараа бродоите, и гледаш нашето трио. Нашето трио, Арагорн, Леголас и Гимли, излага со армија духови. Да, стварно ми е дух. Да. Исто, пак мал се рент, ја морам, извини што те прекинам и што рентам цело време, ама морам. У книгите, зашто знаеме дека Арагорн е рейнџер, нели? Да. Рейнџер са basically исто од Нуманор. Нуманор е basically Нуманор замисли дека е Атлантис. Добро. И тие луѓе што ги има основано Гондор се од таму. Нели? Ама има основано по две кралства. Едното кралство, овие што беше The Winch King of Angmar, ги има уништено. Ама нели ги има уништено кралството, ама луѓе уште постоа и они се рейнџерс. И они се жива по ушуме ово. И еден од нив е нели Арагорн. Он им е кај лидерот, така? Епа, тие рейнџерс доаѓа од север, у книгите зборам, нели не у филмовите, доаѓа од север и се цело време со Арагорн. Овдека у борбава он доаѓа да со војска од духови, ама доаѓа со војска од војници. Плюс плюс доаѓа со два принца. Зашто Елронд, така Елронд у книгите Елронд доаѓа он лично, а у филмовите, нели филмовите доаѓа он лично. У книгите ги праќа синовите негови и неговите синови исто са елфови, са јаки, са исто овдека овде у борбава се борат. Така да. Се ќе ти оставам да објасниш што се дешава со тоа што сагаше со Леголас. Па тоа, нели, каже Арагорн доаѓа со војска од духови и нормално нашето омилено трио да се доаѓа и сега Леголас се такмичи со Гимли, кој е појче оркојче утепа и само гледаш како Леголас и се каже наслонов го утепа, му се врти, му се смее на Гимли. Гимли му вика: "Тас уште се раживме кај еден." И тоа ми беше ка смешна сцена. Као, знаеш, да е најмекот помеѓу овие двајца. И тоа исто така откако успеле да ги победа, нели, орковите у битката, духовите, нели, после тоа беа ослободени од Арагорн, пошто, нели, им ветил дека само ова е последната битка буквално, после тоа нече може да ги користи духовите. И сега Арагорн после ова, нели, води војска до... Чекај. Да. Окей. Добро, ќе престанеме, не ќе престанеме, ќе се вратиме малце назад. Може? Дур се води борбава, така го спомнавме Денатор, нели? Да. Денатор, окей, знаеш што е пали тоа топките, ги памтиш тие магичните што се? Да. Нели, Денатор има едно од тие топки. И технички, ако имаш едно од тие топки, можеш да збориш со други луѓе што имаат топки, нели? Basically е телефон. Еден од тие луѓе што имаат топки е нормално Саран. Нели? И он му праќа визија на Денатор како неговата војска е огромна, како ќе му руши државата, како он нема надеж да преживее, нели? И Денатор, уште едниот син му е мртов, другиот му е пред умирање, он мисли дека е мртов, се решава, нели, дека ќе запали жив. Ќе се запали жив со... Да, нели, да. Да, и Пипин, нели, успеа да го спаси и он скока од... Ка се фрлја, брато. Да. Ја разбирам тоа кузна колку боли, нели, буквално гори жив, ама тоа и разбирам таа сцена треба да биде тужна, но групаѓаше така запали. Можем, ја имам само многу црн хумор, кога беше малку смешно. Не, апсолутно у филмот е направено да биде смешно. Апсолутно. Да.
Малце е направено да биде смешно. Океј. Малце се насмеам. Добро, разбирам, ама знаеш, целта тој татко мисли дека двајцата сина му умре и нели сака да се самоубие и да го запали самиот син и братов скока од кузна колку високо и Не. изгледаше смешно, треба да биде тужно. Не, гледај, стварите околу ситуацијата се тужни, се депресивни. Ме разбираш, се разбирливи. Ама самата ситуација сама по себе и тоа како е снимена и презентирана во филмот е смешно. Па тоа викам. Ама да. После нели све тоа. Може да продолжиме понатаму сега или нешто друго сега што спомнеш. Добро. Сега последната сцена е како нели се договара за како да нападна ова The Black Gate of Mordor, за да може сега они не се нели 100% сигурни, но се надева нели Фродо и сам дека се уште живи. И сега за да им помогна во суштина сака да направи Мордор, за да целата војска нели што е таму да привлече кај нив, кај distraction. И тоа фактички зема како војска Арагон со него за да ги нападне и да им помогне усвари на Фродо и на Сам. Само момент пред тоа, Арагорн да го прави тоа, а меѓувремено палиндром, тоа што ги има нели палинтронот, топката таа га зема, нели што таа што ги имаше Денотор, и сега ќе видиш кој ќе таа пама, ќе дојдемо кај тебе. Пред да излезе да маршира, нели? И ги собира сите луѓе што може да идат во војна, што не се многу. Да. Нели не се многу. Не се превише, ама доволно за да направи дистракција. Да, ама чекај, затоа ќе се префрлиме се на другиот дел од приказната. Нели, затоа го спомнав ова со Арагорн, така? Саурон знае кај ќе дојде и знае не знае точно кај ќе дојде, ама знае кај ќе дојде. И он одма почна нели да ги мобилизира војската негова. Све војниците ги префрли таму. Да. И Сем го спасуе Фродо, ама еден од неговите стражари нели избегува и го зема арморот од Фродо со него, нели? Да. Тоа ка Чеймил ше ка Елвин Чеймил нешто. Митрал, ама да. Шо ка Митрал, да. Да. Нели и они после се преправаа дека се исто орхои за да не ги познаа нели орхоите. Ама Фродо е презаморен, нели? Тоа ми беше малку смешна сцена ки што нели тој ка скриени се по војската и инспекција фактички има нешто кога ја гледа војскава прво и не се сеќавам точно што беше што направиле, некоја дистракција ки што овие инспекцијава почне да кара ова војников што се глупира или нешто таке. И што може они после тоа да избега, дури има као бура некоја војска меѓу време, Да, има опен, нели да избега. Да. И сега нели дури се качува нагоре или Фродо и Сам на планина за да стигнат до Вукана. Чекај, не. Да, треба тоа, ама чекај. Малце овдека се ката филмот, едно место на друго. Нели? Бегаме од една ствар на друга. Се треба да се вратиме на Арагорн, кај што се дешаваше со Арагорн, со војската негова што ја донесе пред вратите. Нели, дојден со војска и излезе тој, нели излезе тој, The Mouth of Sauron. Тој беше човек, тој беше обичен човек. Тој беше обичен човек? Обичен човек што Саурон ги му учи на магија да користи, но. И нели он треба преговара со Арагорн, нели? И не му иде преговарањето. Само го важа арморот од Фродо.
И Да. што Арагорн и Гандалф го гледа, тоа сега нашата единствена шанса е мртва за ова да се спасиме. И нели чарџа. Се овие моментче Да. допре малце. Пред да се вратиме на Фродо и Сем. Добро. Actually, у овие момент Саурон има толку сила што има креирано ново тело за него. Има ново тело. Иако филмовите не можеш толку да приметиш тоа. И оригиналната верзија Саурон и Арагорн треба да имаат дуел еден против друг овдека, нели? Оние се фајта еден против друг и нивните војски измеѓу нив, нели? Да. Ама после има одлучено Да. да го смена и ако памтиш Арагорн се фајташе со Кейфтрол. Да. Да, ама оригиналниот I don't know. Има некој фреймворк што можеш да го приметиш уште Боздогана шекал позадина зашто ги има оврлеенато тролот над Саурон. Има сцена кај што можеш да видиш арморот како полка над тролот. Тоа толку појако че беше. Ама ги има сменето. Глупо. Зашто технички ги има вратено телото, right? Дур у Хоббит срајшо ќе збориме тоа уште го нема и тоа затоа дека нели таа форма га тека што га тека. Ама да. Ова сосечевка важна ствар што треба да ја кажем. И сега ќе те оставам ти да кажеш што се дешава со Фродо и со Сем. На јаката линија некак. Добро. На јаката линија некак. Нели сега друг се качува нагоре Фродо и Сем. Фродо више му откажува ногите, не може да иде. И Фродо, мислим и сега Сем го гледа, му вика, ако не можем да го носим прстенот, тога и ќе те носим тебе. И го дига братот. Значи Сем до Голд брат, најомилен карактер туека од сите. Значи не може да ме убедиш дека има некој подобар карактер од Сем. Толку е до Голд човекот. Го дига Фродо и продолжува да се качва. Ама што е лајнот? Кажи лајнот. I can't carry it for you, Mr. Frodo, but I can carry И нели го you. дига да го носи, да. Така е? Го дига, го носи братот. И Или им доаѓа голем да фајта. Да, И- ама им доаѓа. Нели Сем и голем почнува Да. да се фајта, а Фродо продолжува сам напред. Да, продолжува сам напред. И сега нели кога што седи туека Фродо, нели треба да офрли фактички прстенот. Ама чекај, не. Океј, да, Му ама се фајтот мал се што се дешава во фајтот измеѓу Сем и голем, нам памтиш. Сем и голем. Сем, не. најголемиот голем хейтер, што сакаше од почетокот да го тепа голем, го победува, нели, у фајт, и ека, не вреди, ту тепам. Да. Иди живи го животот, иди бегај од овде. И голем заминува, нели? И Сем се кача горе со Фродо. Да. By the way, на Фродо не му се врти. Фродо е коруптиран целосно од прстенот, ова е поента. Зашо ова е Да. срцето на моќта на прстенот. Буше- Овде е направен, ме разбираш? Да. И плюс најсилен. година и нешто го носи Најсилен е Фродо тој прстенот со прстенот. него и го користи и цело време е под притисок, ме разбираш? И нели го гледа сам више нели кога стига туека за нели да го стигне Фродо. Кај што кажа Фродо више корупиран. Готово. Се губи самиот себе си и го става прстенот. И нели сам нормално кога испаничен се уплашил, кога му се дере, кога нели тоа да не го направи и од нигде скока голом. Не разбирам како го виде. Него нели, немаше Фродо, уште са. нели, Или ама ги имаше скока са, на не него. знам како беше. Го имаше стајно, да. Го имаше стајно више и после тоа голом му скока. И друг беше така на Фродо,
нели се тепа, му ја зема руката и му го гризе прстот. Што пак не разбирам од ки знае кој прст. Братот го виде на кој прстен го ставаше, беше горе качен на кровот. Пратеше ситуација. Не видлив Ама го беше. виде пред да го стави Невидлив прстот на беше. кој друго ставаше, виде го на кој прстен го ставаше. Добро, го виде на кој прст. Братот се Како го позиционира, значи фати братот братот? пред да го ставам се позиционираше горе и само падна над него, ме разбираш? Добро. Може, не знам. Ама ти не го знаеш ова. Добро, и сега нели му го гризна прстот и Фродо и Голум уште се тепа и паѓа од двајцата лав, мислим, као паѓа од лавата. Сега Сем успеа да го фати Фродо, ама Голум со прстенот у рука паѓа од лавата и он умира и прстенот се уништува. И гледаш како тоа нели кулата со окото, значи Соран фактички нели се уништува и таварите кои све градовите скоро се кој паѓа, се уништува. Да, у Мордор што се. Да, Може да речем само нешто пред да продолжиш? И Еден добар разбор за Голем. ајде. He died doing what he loved. Можеш да продолжиш. Точно, да. Искрено, значи да намерно или не, он го спасил светот. Има теорија. Не знам точно како беше теоријава, како идеше точно, ама има теорија дека Господ му се има јавено на Сем да го остави жив Фродо у тој момент кој се фајта, за Фродо може после за Голем после може да окасне Фродо и да падне у дупката за да изгоре прстенот. Та actual теорија што постои. Од каде? Мислим, тоа е искрено интересна теорија, ама I don't know. Ке Не знам извади дека ги имам теорија, сушната, ама памтим дека нешто ги има сушната. I don't know. интересна теорија, искрено, што би имало логика до негде. И добро, после нели тоа гледаме нели се уништува Мордор. Ги гледаме Сем и Фродо на камен, околу нив све лава и они само седат тоеку уморни, утепани за нигде се и одалеку го гледаме Гандалф со Орли. тие Орли. птиците, како се вика, не се сеќавам. Орли, да. Доаѓа и ги фаќа за да ги спаси. И после се префрлијамо на друга сцена, кај елфоите, нели, кај што се елфоите, кај што живеа елфоите. Не. Фродо се Не, разбуде и у Гондор, Ова у Гондор се разбуде. Не? Окей, у Гондор, нели Гондор у има Гондор, што да. се вика The House of Healing. Што basically болница. Basically е Да. болница. Вау. И нели Фарамир е Болница. таму, Ејовин Ама- е таму. У да. филмот actually не памтим, ама у книгите Ејовин и Фарамир се заљубуваат таму и после ќе се жена и ствари. Да. Да. И таа сцена мене ми беше како смешна, мало интересна, пошто Да. толку изгледаше ка сон, пошто не тој те праша што е, дали е сон е човеков, пошто многу светло е, сите околу него, дали тие луѓето што како другарите него, пријатели околу него се се радува. Да. Викам, чекај мало, што се деша. Ама успеа нели да се спаса и после тоа се дешава сцената нели кај што Чекај, не. Арагон Ќе те допрем, не, се прогласи дешава, ама ќе те за- допрем овде. Не? Зашто ова е исто уште една теорија за африканците што ги има, нели Фродо е легнат у кревет, така? Добро. И влага првин Гандалф. И Фродо е Гандалф. И после влага Пипи Сем и нека Сем. И после влага нели Мери Пипин и нека Мери Пипин. И после влага Арагорн и Арагорн. Влага Гимли, она Гимли. Влага Леголас и нека и ти. Има за африканци, не знам да ги имам спомната, ама ова прво е факт. Фродо никад не се представува, Океј. не се представува и не го вика Леголас по име.
И за фреквенцијата е дека Фродо не знае кој се вика Леголас. Брато дека, и ти нешто не знам, не ека тоа, и ти, знаеш, у филмовите вака, не му го кажи името, на сите други му ги кажи името, кај него вака, затоа... Ово ме подсеќа фактички на факултет, че не забравам некако си колега. Ти си бе, колега! Свите смо колеги. Ти си бе, колега! Вика, свите смо колеги. Тоа, ки си бе Марко, ки си бе Филип, ки си бе Јова, ки си бе колега! Гледа, на факултет нема јајти, има само колеги. И, после тоа, нели, се појавува сцената кај што го прогласува Арагон како крал на Гондор и се жени за Аруен. И такнички ги Мери и Пипин ги прогласа за витез, за господаре таму витезите, лорд. Да, ја не знам точно. Господаре, да, витези. После нели хобитите се враќа дома. Мислим дека тога и почне Фродо нели да ја пишува исто како книгата The Red Book of Westmarch, така е некако се вика. Така е? The Red Book of The Red Book of Westmarch, така се вика книгата и ги има нормално прегаската of The Hobbit и Lord of the Rings и скоро го заврши, му остава малце на сем да го доврши и да го чува он. Да. Меѓутоа Сем да, се жени, има деца, едно деца така стои по Фродо, овие Мери и Пипин сака херои, они се најдобрите. Книгата не заврши така, ама ќе зборим тоа друг пат. Да, не е добро, ама мислев, окей, у филмовите Саурумон умира, нели? Урамтан го тапува. У книгите Саурумон е затворен у таа кулата, нели? Неговата, Айзенгард. Да, у книгите уште жив. Уште жив? Сега, не можеме да се замараме со тебе, имаме еден куп друга работа, мора да се муваме, рајт? И умеѓувреме он има избегано од кулата и заедно со тој Урамтанг има собрано људи од не знам од кое место, има отиднато The Shire, кај што живеа хобиците, има почнато така тоа генг, има стано еден хобит да беха главен и тој basically ги тероризира свите таму и после вие доаѓа, го победува и Урамтанг го тепуе и после не го прогонува Урамтанг и се дешава уште некои ствари, не завршува така. Тоа мислам, не доаѓа среќно назад, туку има уште малце ствари што се дешава, ама не е важно. Збунувачки е зашто нема ништо од тоа филмот, зашто завршува приказната. У книгите кај тоа е... Да, заврши. Пак имамо секојдневни проблеми од кој ќе се заврши големата авантура, од кој ќе се спаси светот. И да спасиме светот нема бие перфектен, пак ќе имамо секојдневни проблеми, рајт? Ама во филмот немаш толку време и да го кажеш што плюс 3 нешто сата беше, боже, што сакаш уште поиќе. Не може има 10 страници мини серија за тоа. Не, ни толку. Па ако успеале до Хобит што стои нешто страница. Мислим 300 страници ама добро. Добро, 300 страници од 3 филма што се по исто така 2-3 сата. Може и ова. Ама да. И после нели кога што проаѓа време, елфите елфите се безсмртни, ама почне да има све помалку и помалку магија, и ако нема доволно магија и тоа, basically ќе станат кај духови, но како да ти објасним, ја точно не го разбирам. И затоа и да у The Undying Lands ше basically рајот кај што жива боговите и други ствари и тоа.
И технички и Фродо и Билбо ида таму, Да. ама они не ида таму, они ида на остров што е близко многу до Undying Lands. Значи они са хобитс и ка хобитс не смеат да ида таму. Да. Па исто и ова Гандалф иде со Не, нив, не? не, Гандалф иде со нив, ама после продолжи on to the Undying Lands, зашо он е од таму. Он е, нели, он е мајара. Да, он е буквално таму. он е од таму. Да, ка ангел е технички, така да, нешто. мајара. Да. И после тоа, кога, нели, Сем и другиве кои хобитс ги испраќа и се после, нели, кога ги испратија, се вратија дома, Сем се врати со неговата фамилија и само ја допише дали книгата што прескача. Да. И каже. И туека заврши. Која ти беше омилена сцена во филмот? Намилена сцена во филмот, што беше добро прашање. Ја би рекол као буквално таа кај што Сем го дига Фродо и го носи на планета. Тоа ми е најомилената сцена во филмот, пошто само докаже како Сем е одличен другар, кај толку е исто така као не корупиран, може не е толку ка Фродо, или да може да толку ка него да ја издржи, ама пак братов издржува као моќно или прстенот да не го корупира и него и му помага Фродо, значи ниту еднаш го оставил. И дури некој Фродо го избарка, му викаше бегај таму, само го сакаш прстенот, го колнеше, пак братот се врати, му помогна, го дигна, значи до крај беше со него. Тоа мене ми е најмилена сцена. Да, можам да поводим дека Сем ти е омилен лик онда? Не дека го спомнав тоа преска, ама да. Не, само да речем дека потпадна под Сем пропагандата. Да свите Сем им е омилен. Не може да ти. Па извини, толку добар лик што правиш, како да не може да ти биде омилен. Или барем еден од омилени. Мене ми е нормално, Сем е омилен, Сем ми е омилен. После тоа ми е Арагорн, логички. Па Фарамир. Па после другите. Арагорн. Другите после... Они трима педесал, другите не ми е гај. Топ 2. Топ 3. Сем, Арагорн и Фарамир. И Боромир е окей, ама не ми се свиѓа на почеток.